Штип повторно ќе организира градски превоз. Одлуката за тоа е усвоена денес на седница на Советот и со неа се утврдени линиите и стојалиштата за идните превозници. Според одлуката, утврдени се 11 линии кои ги опфаќаат сите градски и приградски населби, како и населени места, со динамика на движење од 15 минути меѓу две возила. Така што ова е заживување на идејата после 14 години да го вратиме општинскиот линиски превоз. И јас токму поради тоа сум задоволен, заради тоа што оваа локална власт прави исклучителни напори во вакво време, тешко време на намалени приходи да продолжиме со една ваква идеја. На населените места Три Чешми, Лакавица, Карорман кој што е попатно кон Карбинци, населба Баби, Сењак, така што ќе со овие неколку линии кои што се, јас би рекол, три краци во околу Штип, ќе овозможиме услови. Се надевам да граѓаните имаат опција да патуваат и со ваков линиски превоз. Досега, за да стигнат до центарот или до Штип, жителите од околните села зависеа од сопствен превоз или услугата ја плаќаа скапо. Исто беше и за жителите на Баби, Сењак, Дузлак, Пребек и слично. Поради ова, најавата за враќање за градскиот превоз за овдешните жители е повеќе од добра вест. Би требало да има градски превоз, иначе народно такси некој не може, некој може, али градски превоз кој Симек си дојде и ќе се качи и се убаво ќе биде. Треба, како да се прошири се градот, дека може да дојде човек од тука од Бабите до центарот. Треба од автобус по-лесен нема, да доваѓа, да речеме, на секој саат. Тоа ќе биде ем корисно ќе биде и таксистите малку ќе бидат не да речеме. Конкуренција ќе биде. Цената да биде пониска, може тога е народ, дека секој гледа поевтинко, па динар, да. Тога е да. Кога линискиот превоз ќе почне да функционира ќе зависи од интересот на превозниците. Следниот чекор ќе биде на една од наредните седници на Совет да утврдиме правилник во кој што ќе има и ценовник за сите тие релации, да направиме повик кон превозниците во градот кои што ќе се јават да возат на овие релации по одредени цени кои што ќе ги усвои и утврди Советот. Така што ќе чекаме таа одлука и ќе го распишеме и повикот. Јавниот превоз во Штип со детално утврдени линии функционираше до средината на 90-тите години. Од тогаш наваму имаше неколку обиди за негово враќање, но ова е прв пат Советот да донесе конкретна одлука, што целата активност ја качува на едно многу посериозно ниво.